ниските температури како главен предизвикувач за пукнати водоводни цевки и за дефекти на водомерите. Нешто со кое што многумина од нас се среќаваат, се соочуваат, особено во текот на зимскиот период, кога споменав имаме студени утра или студени ноќи и генерално температурите ни се минусни. Така што Марија на лице место со господинот Горан Ковчегарски, кој што е раководител на секторот водовод, мислам дека најсоодветно ќе ги дадат советите доколку се најдете во некоја ваква ситуација, што е потребно да направите или можеби како да спречите да не дојде до ваква ситуација. Марија, ние ти упатуваме. Утрински поздрав од нашето студио, пренакитено во смисла на тоа дека ни е во празничен амбиент, убав амбиент, и се надеваме дека таа атмосфера ќе ја пренесеме и до гледачите. Повели со твојата тема, со твојот соговорник и со советите кои што верувам ќе бидат добре дојдени за многумина. Така, верувам дека вакви совети ќе бидат добредојдени за многумина во оваа празнична атмосфера, со оглед на тоа дека често пати гледаме да дадеме совети кои што се прилагодени на периодот кој што следува. Ќе говориме за сите проблеми со кои се соочуваат граѓаните во зимскиот период, односно како ниските температури предизвикуваат оштетување и пукнати водоводни цевки, но исто така и дефекти на водомерите. Во ова вклучување на лице место ќе дадеме совети токму за тоа и веруваме дека овие граѓански теми на некој начин се од корист за нашите гледачи. Многу повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од мојот денешен гостин Горан Ковчегарски, раководител на сектор водовод од јавното претпријатие Водовод и канализација. Да му посакаме добро утро. Добро утро до вас, поздрав до вашата екипа и до гледачите на Телма телевизија. На самиот почеток би сакала да прашам зошто ниските температури се главните предизвикувачи за пукање на водоводните цевки, но воедно и дефекти на самите водомери. Општо познато е дека одредени флуиди, конкретно во случајот водата, значи во услови на ниски температури, таа може да дојде, доколку дојде до точка на мрзнење, истата да замрзне, и знаеме дека при мрзнењето телата се шират, односно водата можеби која што би била заробена во некоја водоводна инсталација, при незино мрзнење, незино ширење може да доведе до оштетување, односно напукнување на цевните инсталации. Истото тоа се однесува и за водомерите кои што се, доколку се инсталирани на цевна инсталација која што не е соодветно заштитена, при самото мрзнење може да дојде и до оштетување на самите водомери. Кои делови од водоводната мрежа се најранливи при тие екстремно ниски температури? Вака, ова прашање би го поделил во два дела, односно одговорот би бил во два дела. Што се однесува до нашата водоводна мрежа, конкретно за нашиот водоводен систем, односно примарно секундарната мрежа, не постои можност за замрзнување на водата, затоа што таа е поставена соодветно на одредена длабочина, како подземна инфраструктура, согласно одредени стандарди, таа е на некој начин заштитена и бидејќи исто така станува збор за еден динамичен систем, каде што имаме постојано циркулирање на водата во нашиот водоводен систем, не постои можност за незино замрзнување. Меѓутоа, можност за замрзнување постои во оној приклучниот дел од нашиот водоводен систем, поточно во водоводните шахти. Доколку нашите корисници немат изработено соодветни шахти, односно соодветно одредени стандарди, може да дојде до некои појави на мрзнење на водата и на тој начин да настане, значи согласно претходно кажаното, може да настане до одредени напукнување и оштетување како на водоводните инсталации во приклучниот дел, така и на самите водомери. Кажете ми како граѓаните да ги заштитат своите водомери и внатрешни инсталации од самото смрзнување? Дали требаат некои дополнителни препарати? Значи, како и претходно што спомнавме, најважно од се е да се самите инсталации да бидат изградени во соодветни услови, односно соодветни стандарди. Меѓутоа, доколку не постојат такви услови, таа цевна инсталација може, например, да се изолира со одредени термоизолациони материјали. Меѓутоа, знаеме дека при одредени екстремно ниски температури, можеби и тоа ако не помогне, тогаш најдобро е да се изврши празнење на таа инсталација, односно незино дренирање, со цел да се оневозможи мрзнење на водата која што би била евентуално заробена во самата инсталација. Истото тоа се однесува и за водоводните шахти, да бидат согласно стандарди направени, водомерите стручно инсталирани во тие шахти,
И убаво е доколку постои одредени термоизолациони материјали кои што би можеле да ги употребат нашите граѓани на соодветен начин да ги заштитат истите. Доколку граѓаните се соочат со ваков проблем, дали слободно може да се обратат до вашето предпријатие? Видете вака, ние како предпријатие имаме обврска да одржуваме нашата водоводна мрежа до првиот вентил од водомерот, односно до оној приклучен дел. Често има појава на вакви дефекти, без разлика сега дали е на првиот или вториот вентил, меѓутоа тој е дефект во самата водоводна шахта. Во случај на таков дефект најдобро е да не повикаат нас како предпријатие кое што е одговорно за одржување на овие делови од нашиот водоводен систем и согласно потребите и проблемите ние секако ќе излеземе на терен и ќе направиме санирање на тој проблем, односно на дефектот во настанатата шахта. Има ли често такви повици во овој период? Или моето прашање е дали би се очекувало да се зголемат во текот на месец јануари и понатак? Има, не толку многу, меѓутоа сепак има повици од оваква проблематика, односно дефекти кои што настануваат во водоводните шахти, меѓутоа ние како предпријатие, еве сега оваа недела почечно имаме одредени интензивни засилени активности со нашите екипи да излеземе на терен и сите овие дефекти настанати во шахти да ги санираме со цел да превенираме како истекување, така например непотребни штети кои што евентуално би можеле да настанат во домаќинствата на нашите граѓани. Пред самиот крај би сакала и да ве прашам за нешто кое што често го практикуваат нашите сограѓани, особено оние кои што живеат во куќи, со цел да не дојдат до овој проблем, ги оставаат чешмите отворени. Дали е тоа правилно? Дали всушност ги штити водоводните цевки од нивно незамрзнување и дали на некој начин пак тоа со самото тоа се руши водоснабдувањето? Па според мене тоа е пракса која што не треба да се применува, затоа што и тоа мало оставање на млазот во чешмите, посебно во надворешни услови, ако дојде до екстремно ниски температури, не може да се превенира, односно исто така може да настане замрзнување на самата цевна инсталација. Така да на овој начин нашите граѓани прават двојна штета. Една штета е тоа што остават водата да тече, а таа вода секако ќе треба да се плати. Другиот више дел и фактор е тоа што ако евентуално настане мрзнење, ќе треба повторно да ангажираат стручни лица, повторно ќе треба да ги превземат сите активности за да го санираат тој проблем. Најдобро е, доколку процена дека нема услови да се соодветно заштитат, како што спомнавме и претходно со некои термоизолациони материјали, едноставно да направат празнење, дренирање на тој систем и во овој период зимскиот, додека траат ниските температури, да ги избегнат последиците од евентуално настанување на мрзнење. Иако целиот овој разговор беше совет до нашите гледачи, доколку немате дополнителни совети кои што би сакале да ги упатите до нашите гледачи, ќе ви се заблагодарам за овој разговор. Јас само уште можам да спомнам дека евентуално доколку и покрај сите превземени мерки сепак дојде до одредено замрзнување на цевната инсталација, нашите граѓани да не превземаат само иницијативно своји начини и методи на решавање на проблемите од употреба на различни грејни тела и слично, најдобро е да си повикаат стручни служби кои што ќе може тоа да го извршат на соодветен начин без да има понатаму било какви проблеми во понатомошниот дел од инсталацијата нивна. Значи тоа би довело и до дополнителен проблем. Проблем и трошок, секако. Благодарам многу за одвоеното време утринава. Благодарам на вас. Се надевам дека сите совети беа добредојдени повторно за нашите гледачи со оглед на тоа дека станува збор за една граѓанска тема, односно проблем кој што се јавува во зимските денови кај многумина од нашите сограѓани.